Добре дојдовте во урбаните вести. Балкан Енерджи Груп ќе ги снабдува граѓаните со топлинска енергија, се додека град Скопје не ја добие лиценцата од Регулаторна комисија за енергетика. Со оваа вест ги започнуваме вестите. Останете со нас. Започна да се реконструира улицата Антон Попов во Киселавода. Скопјани нема да останат безпарно. БЕК ќе ги снабдува се додека град Скопје не ја добие лиценцата. Општина Газибаба најавува проширување на улицата Благој Стевковски и Перо Наков. Според Шелегов, прашината во воздухот е од споредните улици и запуштените приватни имоти. За околу еден месец улицата Антон Попов во Киселавода ќе добие комплетно нов лик. Активностите за нејзина реконструкција започнаа денеска, а ќе се одвиваат на потегот од улицата Павел Шатев до Шампионче. Денеска започна реконструкцијата на една од најоштетените улици во општина Киселавода, улицата Антон Попов. Реконструкцијата ќе се одвива во наредните 30 на дена, а ќе го опфати потегот од крстосницата со улицата Павел Шатев до Шампионче, во должина од 590 метри. Со реконструкцијата, улицата ќе добие комплетно нови коловозни ленти во ширина од 3,5 метри. Градежните работи ќе се одвиваат во наредните месец дена, овдека освен целосна реконструкција на асфалтот која што се должи на честите крпажи и несоодветни прекопувања на улицата и на целосна денивелација имаме на шахтите кои што се 37 на овој потек, така што очекуваме дека во наредниот месец ќе дојде до целосна реконструкција на асфалтот на коловозот, на двете коловозни ленти во ширина од по 3,5 метри секоја. Градоначалникот на општина Киселавода Филип Темилковски информираше дека покрај улицата Антон Попов од четврток ќе започне да се реконструира и улицата Тиферич, со што истата ќе биде затворена за сообраќај. Улицата Антон Панов или по Стара Огњан Прица е една од најоштетените во општината Киселавода, затоа со заеднички договор со градот одлучивме да биде меѓу првите, а за сите следни активности во договор со градот ќе бидете информирани кои од градските улици ќе бидат санирани во текот на оваа и на наредната година. Оваа недела почнуваме и со санација на улицата кај Теферич. Бараме разбирање од граѓаните бидејќи ќе биде затворена таа улица од четврток понатаму, за да се одвива нормално сообраќајот. Шилегов потсети дека периодов интензивно се работи на реконструкција на повеќе улици и булевари во Скопје, со цел овозможување на поволни услови за одвивање на сообраќајот. Во изминатиот период веќе завршивме реконструкцијата на улица Ацо Шопов, во тек е реконструкцијата на Партизанска, на Лондонска, Братфордска во Карпошеве, сме сега и во Киселавода. Градот на сите страни врши реконструкција на коловозите и во исто време започнуваме со изградба на два нови булевари, Христијан Тодоровски Карпош, кој што го промовиравме пред извесен период, и започнуваме со изградба на булеварот Босна и Херцеговина. Општина Газибаба најавува целосна реконструкција и проширување на улиците Благој Стевковски и Перо Наков во Маџари. Стартот на градежните работи е предвиден за наредната година, а проектот ќе биде финансиски поддржан од град Скопје. Граѓаните кои секојдневно, поради работни или други обврски, се принудени да возат по улиците Перо Наков или Благој Стевковски во Маџари, постојано се жалат на лошата инфраструктура. Најголеми недостатоци на овие две најфреквентни улици се оштетениот асфалт и дупките на коловозот. Големата фреквенција на возила дополнително ја отежнува состојбата, посебно во раните утрински часови или попладне, по завршување на работното време. Со овој голем сообраќаен проблем запознати се и локалните власти. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски најави дека во програмата за работа на општината за 2019 година предвидена е целосна реконструкција и проширување на овие две улици. Реконструкцијата, според Георгиевски, ќе опфати проширување на коловозот, обнова на водоводната и канализационата мрежа, како и изградба на пешачки и велосипедски патеки. Перо Наков и Благој Стевковски се заедно со Антон Попов три сообраќајни улици кои што се од врвен приоритет. Антон Попов е во добра кондиција и во добра состојба. Али Благој Стевковски, почнувајќи од бензинската пумпа на Мак Петрол до рампа, е во катастрофална состојба. Планираме комплетно проширување, каде што ќе треба да прошириме и велосипедската лента за велосипедистите, исто така и од двете страни нормален дел за пешаците.
Перонаков не е направен буквално ништо до самата рампа од Бриколаш. Значи од Бриколаш до Кванташки пазар до индустријската зона имаме негде околу 2,5 километри. Врно прашање ние комплетно доредиме, исто така во делот на атмосферската и фекална канализација, тротуари од двете страни, затоа што таму ви реков дека дневно поминуваат преку 20.000 возила. За потсетување, изминативе години овие две најголеми улици во Маџари беа делумно реконструирани, а во 2010 и 2015 година Благоја Стивковски беше и проширена за уште една коловозна лента, што сепак се покажа недоволно за нормален проток на сообраќајот. Реконструкцијата на двете улици ќе биде реализирана во соработка со градот Скопје. Ветерот кој вчера беснееше во Скопје ја крена целата прашина од улиците, што доведе до неколкукратно зголемување на загадувањето, кое според градоначалникот Шелегов се должи на ненавременото чистење на општинските улици, како и на несовесното однесување на граѓаните кои несоодветно ги одржуваат своите имоти. Силниот ветер кој вчера попладне го зафати Скопје направи големи оштетувања низ градот. 20 на пожари, искинати електрични кабли, паднати дрвја, однесени лимени покриви и зголемена концентрација на прашина во воздухот, што доведе до неколкукратно зголемување на загадувањето, е билансот од вчерашниот ветер. Паднатите дрвја направија штета врз неколку автомобили, но дали градот ја покрива штетата не се знае. Градоначалникот Шелегов рече дека има правила кои треба да се разгледаат, а граѓаните доколку се оштетени треба да поведат соодветна постапка пред градот или пред осигурителните компании во кои се осигурани. Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов прашан за тоа како резултат на што се појави таа прашина, тој рече дека од неисчистени споредни улици кои се под надлежност на општините, како и од запуштени приватни земјишта кои продуцираат прашина и несоодветно одржувани градилишта. Тој рече дека очекува заедно со општините да разработат нов систем на градот, бидејќи обврска на градот е одржување на хигиената на главните сообраќајници, а општините на споредните. Но општините немаат ниту доволно средства, ниту механизација за тоа. Шилегов најави дека со ребаланс на буџетот ќе се одвојат средства за јавното претпријатие комунална хигиена, за да се подобри нејзината инфраструктура, а се работи и на комуналниот ред во градот, каде ќе се дефинира одговорноста на секој субјект и граѓанин за одржување на хигиената на нивниот простор, кој во моментов е несоодветно одржуван. Од јавното претпријатие Паркови и Зеленило информираа дека екипи од секторот дрвореди интензивно работеа на расчистување на паднати дрвја и гранки на неколку локации. На булеварот 8 септември, улица Никола Тесла, Будимпештанска, Кемал Сейфула, пред средното училиште Арсени Јовков, во населбата Радишани, улица 3 Македонска бригада, булевар Александар Македонски и на булеварот Митрополиј Теодосиј Гологанов. Град Скопје не успеа да ја преземе топловодната мрежа, па од 15 октомври повторно БЕК ќе ги снабдува скопјани со топлинска енергија. Според Шелегов, топловодната мрежа е дивоградба и треба прво да се легализира, а потоа да се бара од владата да се пренесе сопственоста на мрежата за да може да се добие лиценцата од регулаторна комисија. А до тогаш, согласно закон, носителот на лиценцата, во овој случај БЕК, е должен да ги снабдува граѓаните за да не дојде до криза во преносот на топлинска енергија. Иако град Скопје основаше ново претпријатие Градски енергетски системи, сепак до почетокот на грејната сезона најверојатно нема да ја преземе мрежата за парно грејење, па од 15 октомври повторно БЕК ќе ги снабдува скопјани со топлинска енергија. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека процесот засега не е завршен, бидејќи мрежата е дивоградба и во тек е постапка за легализација на истата. Кога ќе заврши легализацијата, ќе бараат владата да им ја пренесе сопственоста на мрежата за да може од регулаторна комисија за енергетика да бараат лиценца за работа. Шилегов потсети дека и БЕК лиценцата за работа ја добило во средина на грејната сезона, односно на 1 јануари. Градот Скопје е во постапка за добивање на лиценца за дистрибуција и снабдување на граѓаните со топлинска енергија. За таа цел го основавме претпријатието и во тек е постапка на легализацијата на топловодната мрежа која што досега за жал била дивоградба.
по незината легализација и запишување во собственост на Република Македонија, ќе побараме владата на Република Македонија мрежата да ја даде на градот Скопје на користење, со што ќе се стекнеме со услови да можеме да влеземе во постапка за издавање на лиценца за дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. Согласно законските прописи, постојниот носител на лиценцата должен е да врши снабдување со топлинска енергија до граѓаните, за да немаме, условно кажано, криза во снабдувањето. Нивна законска обврска е тоа да го прават. Да ве подсетам дека, например, постојниот носител на лиценца својата дејност ја има започната, например, на 1 јануари. Така што никогаш немало, да речам, проблем во преносот на лиценца. Во неколку наврати градоначалникот Шилегов рече дека тоа што инсистира е топлинската мрежа која е дадена на користење на компанијата Balkan Energy Group да се врати таму каде што е сопственоста, а тоа е на град Скопје, и се обидува да го врати на Скопје тоа што било одземено во последните 30 години. Имено таа мрежа е собственост на градот, затоа што дел од средствата или партиципирањето во изградбата на таа мрежа се токму на граѓаните кои со плаќање на приклучоците и услугите всушност ја имаат изградено. Од БЕК пак вела дека топловодната мрежа никогаш не била третирана како дивоградба и дека тие подготвени ќе ја дочекаат грејната сезона. Топловодната мрежа која е во собственост на државата е дадена под закуп на БЕК на 35 години, била регистрирана со Законот за подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружните инсталации, за што бил воден посебен регистар од градот Скопје. Во април 2013 година, кога дошло до промена на законот, почнала да се води и постапка за усогласување со истиот и топловодната мрежа никогаш не се третирала како дивоградба. Пред почетокот на грејната сезона, направена е целосна проверка на системот за централно грејење и истиот е подготвен за редовна испорака на топлинска енергија до сите потрошувачи. Во теки и постапката за приклучување на новите потрошувачи во системот. Интересот за приклучување кон системот за централно грејење годинава е за 50% поголем во однос на минатата година, истакнуваат од компанијата. Во Скопје само 23% од површината на градот е покриена со систем за парно грејење, на кој се приклучени 17% од домаќинствата. Градот Скопје во наредните 3 години ќе вложи 7 милиони денари за ревитализација на езерото и спортско-рекреативниот центар Треска. По текот на оваа година од буџетот на градот се префрлени 3 милиони денари во буџетот на општина Сарај за изработка на физибилити студија, која ќе овозможи да се изнајде оптимално решение за целосна ревитализација на спортско-рекреативниот центар Треска, за да се врати сјајот на овој рекреативен центар. Заради остварување на заедничка цел и интерес за финансиско учество за изработка на проект за ревитализација на езерото Треска, со што езерото повторно би се ставило во функција на граѓаните, градот Скопје во февруари годинава на седница на СОВЕ донесе одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу градот Скопје и општина Сарај за изработка на проект за ревитализација на езерото Треска, каде градот во соработката ќе учествува со 7 милиони денари. Средства обезбедени од буџетот на град Скопје, од кои 3 милиони денари од буџетот за оваа година и по 2 милиони денари од буџетите за 2019 и 2020 година. Овие 3 милиони денари, кои се префрлени од буџетот на градот на буџетот на општина Сарај, која во моментов управува со спортско-рекреативниот центар Треска, се однесуваат на изработка на студија која ќе овозможи градот и општината да изнајдат оптимално решение за негова целосна ревитализација. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека е во тек постапка за изработка на студија и очекува дека во најбрз можен рок ќе биде доставена до јавноста на увид. Градоначалникот на општина Сарај Блерин Беџети истакна дека паралелно се работи и на физибилити студија и на делот на донесување урбанистички план, а за следната година најави дека ќе имаат поконкретни резултати, со оглед на тоа што се чекаат одобренија од повеќе институции. Спортско-рекреативниот центар Треска е изграден од 1978 година со средства од самопридонес на тогашните граѓани на Скопје. Инаку езерото се протага на површина од 136.000 метри квадратни, длабоко е од 1,6 до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи, а површина под зеленило во овој рекреативен центар зафаќа повеќе од 186.500 метри квадратни. Овој рекреативен комплекс, езеро Треска, во 1978 година, свечено го отворил председателот на поранешна СФРЈ Јосип Броз Тито при неговата посета на Скопје.
Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев денеска ја најави целосната реконструкција на улицата Њуделхиска во населбата Тафталиџе 1. Со оваа реконструкција ќе се асфалтираат 500 метри од улицата. Истата ќе се прошири и ќе се постави ново лето осветлување. Нов асфалт и целосна реконструкција на улицата Њуделхиска во Тафталиџе 1, најави денеска градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. Со реконструкцијата ќе биде опфатено асфалтирање на 500 метри од улицата, истата ќе се прошири и ќе се постави ново лето осветлување. Реконструкцијата на улицата ќе чини околу 3.200.000 денари. Богоев посочи дека во моментов се асфалтира и улицата Даскал Камче во Карпош 1, а најави и понатамошна реконструкција на другите улици во општината. Во наредните 30 дена ќе бидат реконструирани 500 метри од улицата со повеќе слоен асфалт, затоа што се работи за една од попрометните улици на општината. Станува збор за рехабилитација на коловозите и реконструкција на тротоарите. Примарната цел е да се намали и сообраќајниот метеж, но и да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во овој период работиме и на целосно подобрување на инфраструктурата во Карпош, на повеќе значајни сервисни улици во различни урбани заедници. Во населбата Ново Лисиче е овозможено паркирање на уште 50 возила на паркиралиштата во непосредна близина на булеварот Видоес Милевски Бато. Овие паркинг места се овозможени со проширување на веќе постоечките паркиралишта во овој дел од општина Аеродром. Населбата Ново Лисиче доби околу 50 нови паркинг места со проширување на веќе постојните паркинзи на 3 локации во непосредна близина на булеварот Видоес Милевски Бато. Од општина Аеродром информираа дека проширувањето на паркинзите е во рамки на тековните активности за одржување на паркиралиштата, пешачките патеки и тротоарите што се во надлежност на општината и опфаќа замена на старите и дотраени бекатон плочки со нови. Со почетокот на новата сезона, Македонската филхармонија почнува и нова кампања насловена «Музика, не мобилни». Кампањата има за цел да ја зголеми свеста кај посетителите за да не користат мобилни телефони за време на музичките настани, затоа што тоа стана честа пракса кај посетителите. Музика, не мобилни, исклучи го телефонот, вклучи ги сетилата. Е новата кампања на Македонската филхармонија, која што оваа институција ја почнува со првиот симфониски концерт во новата сезона, а кој ќе се одржи в четврток со славниот пианист Лука Дебарк и маестро Јерухам Шаровски диригент. Кампањата Музика, не мобилни треба да ја зголеми свеста кај посетителите да не користат телефони за време на музичките настани. Употребата на мобилните телефони стана неизоставен сегмент од животот на секој поединец и тие се користат секаде, дури на концертите на класична музика. Идејата на Македонската филхармонија е посетителите на концертите да уживаат во музиката, наместо да ја гледаат, слушаат и доживуваат преку екранот на телефонот. Невкусно е кога за време на концертите на класична музика, кога имаме мир и благосостојба, кога се одмораме од секојдневието, но и кога сме силно сконцентрирани на она што како естетика, филозофија и музика ни се нуди, тоа да се нарушува со звуците или блицевите на телефонот. Употребата на телефоните им пречи и на оние кои што се на сцената, затоа што постои можност за деконцентрација, одвлекување на вниманието, а со тоа и за несоодветно представување на делото што го изведуваат, вели директорот на Македонската филхармонија Виктор Илиевски. Од среда наутро ќе има значително опаѓање на утринската температура, која наместа ќе се спушти околу нулата. Постепено затоплување се очекува кон крајот на неделата. Во Скопје утре максималната дневна температура ќе достигне 18 степени. Четврток 21 степен, петок 23 и сабота 24 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а вие следете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!